Еј, здраво во ново видео. Конечно се враќаме во шема. Се спремаме за нов пат. Мама спрема некое јадење за Марки. Да. А еве го Марк, го доби мојот стар апарат, бидејќи од вчера, па се натака, лично вашиот мистер Драган Тапшанов ќе биде новиот амбасадор на Canon во Македонија. Thank you. А, воедно, и малиот Марк Тапшанов е најмалиот Canon амбасадор на Македонија. Мама и е гајле, не мора вика да слика. Не сакам да сликам. Ако гледам по камерата, не гледам Марк. Значи, тоа тие се моменти. Што? Што требаш да стиснеш да сликаш? Што викаш? Што требаш да стиснеш да сликаш? Нова тука. Ова? Нова тука. Ова? Ајде, сликај. Еј, сега ќе ја покажам новата камера, само што ги добив денес, да видите што е. Да, сега пробувам да го снимам ова тука, ама знаеш што е фората, што не можеш, бидејќи цела фамилија фотографи се возбудени за истото. И знаеш што ќе биде јако, што сега имам посебен објектив за Марк кој е помал, Canon 40 фиксен тој, он ќе си го користи, ќе биде цело време со него и ќе го вежба окото од кога е мал фотограф. Колку е возбуден дека не може да седне на маса да јаде, и јас мора да го ранам. Затоа што не може да седне, мора да слика. Имам еден тон светло сега ставено тука, бидејќи GoPro не снимува. Чекај да ви покажам камерата, бе. Принт, ова е адаптер, бидејќи имам објективи кои се за стариот Canon, што е сега кај Марк и тие не пасуваат на тантаран Canon R6 двојка е ова. Ми се свиѓа што го има flip screen, ова е многу добро за ако сакаш да снимаш, чан кога влогаш, се гледаш вака. Квалитетот е continuous 4K снимање, многу луд. Значи перформансите му се страшни, да не ви кажам сите бидејќи многу зинство од вас што ме следат не ве интересира фотографија, ви интересира само да ги видите фотографиите, така да тие што ве интересира, гледате за EOS R6 и видите што е чудо е ова. Значи видите, имаш и други апарати, имаш Nikon, имаш Sony, имаш се, но Canon ти е како Ferrari, не знам колку што да кажам. Врвот над врвовите, па после да се тоа за видео. Значи ја ако бидел за видео, бидел строго Canon, затоа земав Canon ми е тука и одиме на панатака. Страпот е тука, страпот еј. Кајшчето, вол. Дај ме некој стикер. Сакам стикери да ми даваат. Canon, дајте стикери. Имаме, што е јако, батеријата е иста како таа што имам кај Марк батеријата. Значи некогаш ако некој му згусти да нема батерија, може да се смени. Исте и чарџерот. Да направиме малце ѓубре. Што тоа? Ова е најстара камера? Не, на мајка ти камерата најстара што дававме кај Елена. Ова ти е топ. А цел живот ќе биде моја? Таа е твоја камера, да. Цел живот? Тоа цел живот. И кога ќе стане многу стара, ќе ја ставиме како овие камери горе. И ќе си добиеш нова, разбираш? Кога ќе остаре, ама таа е уште многу јака. Ќе го земат сега Марк да го носат у зоолошка бидејќи ние треба да снимаме. Кај си, Џони? Кажи. Одам у зоолошка да сликам на животни. Кога го вртиш ова, стај да гледаш и видиш што се случува кога го вртиш објективот. Ова го вртиш? И зумираш. Гледаш? Да. Сликај. Ти ме снимна и ја те сликна. Чекај да продолжам да ви покажам уште. Влези. Камера ќе носиш. Твоја е. Здравје се користиш. Што правите бе? До зоолошка? Не знам дали ќе одиме у зоолошка, зашто спомна. Кидем у зоолошка. Кидете. Само нека сликам од За 2 деца ќе видам. Значи, ова е сестра ми. Леле, која среќа. Еве го конверторот, односно адаптер, сега ја го викам конвертор, не знам зашто. Имаме профилова башка. Аве. Ева, шак, меката. Спремни. Камерман, спремен си? Да. National Geographic Boy. Лале. А сега него го носат у зоолошка и ние ќе ви снимаме, ќе покажеме разликите помеѓу сарма македонска и сарма унгарска. Слушате, па малце не бомба да човека се спремаме за големо патување, че вака ни се дешава. Ајде да ви покажем како изгледа кога снимаме видео. Без Марк. Еј, кога е Марк е друга приказна. Замисли, сега можам и YouTube да снимам. Камерата таму наместена, еве ни е кујната, так. Ова ни е ново сега со светло тука да даваме светлина, ама не, излака треба малце да поинвестираме у тоа за да може рецептите што ги гледате да ги доловите во вистинско светло. Сите ни викаат да направи малце ова, направи она. Овие, ешко ни да, ама полека ќе станеме тоа што мислиме дека е добро да бидеме и тоа што сакаме да бидеме. Денеска ја спремаме зелка со колбаси. Зелка за колбаси. Сарма на унгарски начин. Пази го, сарма на унгарски начин. Ќе го видите видео на Инстаграм, дали ви се допаѓа. Таман да снимам нешто, надвор старо купуем. Не може тоа да се сними. Така ли е, брат?
Братот прв пат не доаѓа со нас на патување, не доаѓа во Куба, ни во Исланд нема да иде. Беше во Унгарија. Еве како изгледа ова. Сериозни, они не го пржат месото. Знам дека многу луѓе збунеа дека не пржиме и живо месо ставиме. Да, живо месо ставиме сите. Мислам дека нема ни една куќа во Унгарија каде што пржат месото првин, значи има доста време да се вари, готви со другите работи во тенџере. Поише сад време вариме, значи нема да се остане живо. Ако сте скептици, и јас сум искрено да ви кажам. Гледа на крај слага како зелка голема салата. Оваа сарма се вари, замисли. Не изгледаш многу возбуден. Беше многу си скептичен. А вие какви сте? Сега вода. Сам со гов снимка. Ајде Марк, одиме кај баба ти. Ајде седни, стаја камерата. Јас сам на полнење. Нема тука полнење. Идеме на ручек кај мајка ми, графче со ослич. Што е Марк? Да кажам на мама сакам нешто. Па кажи ја на сите. Дека мама може да, кога сака да сликне нешто, мама може за фотографија може да користи мојата камера. Thank you, Mark. Nagyon kedves tőled. Најгон. Kedves. Најгон. Kedves е kind. Добар. Кроток. Кроток. Не е кроток. Фин. Fin. Љубезен, така нешто. Љубезен. Стигнавме кај комбе. Морам да го проверам бидејќи сонце не го фаќа убаво соларот и не е батеријата често полна. Но денеска немам време да го ставам на грид, на струја, затоа што имаме работи, се спремаме за Куба, имаме да снимаме еден тон видео. Ајде да видиме што ќе каже. Битно е да запали од прва. Акумулаторот е добар. Да видам што ќе каже струјата. 76%. Сигурно окей. Колку толку го фаќа сонце. Ми дојде еден другар да ми донесе доцент поклон. Фала бачка. Знаете што е ова? Prove that Tony Stark has a heart. Вака изгледа ноќ пред долго патување. Ги спремаме екстерните хард дискови, камерите ги спремаме, даунлодираме филмови, цртани филмови, сечеме ногти на мачката. Уште малце, Марк спие, се е спремно, камери најбитно, и пасоши и пари. Облека иде до сега спреми, два големи куфера. Да, овој пат носиме два големи куфери. Обично носиме само еден, ама сега... А да, можеш да носиш колку сакаш во Куба за јадење. Да, еве утрото. Добро утро, 8:39. Спремаме да тргнеме на кај Куба. Дали е спремна нинџата, Марк? А ти? Он не оди. Не доаѓа брат? Да. Камерата ќе ја носиш? Да. Одиме сега да земеме да јадеме, да го наполниме стомакот, бидејќи ни треба секој можен момент за да се спремаме. Замисли, одиме со куфер. Ова е само на Марк. Многу е полесно кога патуваме летно време, накај летно време, бидејќи носиме само маички и лесни работи. Ова е куферот за мене и мама. Што е тоа? Камерата, значи кој како го откочува. На ова се откочува. Ова, sprinkled part, и се појавува сликите. Нема слики, му ги избришав сега сите, ги ставив во компјутер. Чао. Па ја си кушнем. Обожавам кога ќе видам сино небо од Сабајле. Ме зафркаваат другариве за патикиве што ги носам. Ги викаат појачани, бидејќи цело време си ги поправам од позади. А не ќам да ги фрлам, ги носам веќе 2 години, зашто се најдобар модел што сум го имал некогаш. Кај си бе, бачко? Ој, мама, бачко е тука. Нова камера. Марк, трябва да се вижда се. Мајсторски од Абе, нека остане демонска, земете и таа. Да, имаме, за дома нека стои фрижидерот 20 дена. Што мене сега? Доручек и полуручек. И ова се покажа добра светла. Кажи ми еден срамер живе. Овие пред ви ги направи како што ја не веќе почнав увечер да правам исто сом. Добро. Ова е зид. Добре, идки сега. На Марк му направи торбиле да ти правам лече. Затоа сме другари, е многу битно тоа. Ајде се гледаме после. Чао. Една работа завршена, имаме доручек. Само да изсјавам Нели да спреми кафе. Мириса на кафе. Колку сме срекни од 1 до 100? 150. И плюс Марк сак има камера, леле тој па колку е среќен со камерата. Кај си бе брат? Мали брат, не го зимаме, ќе се и дома, ќе одмара. Фидел. Фидел, Пиколо, Фидел. Сите одиме во Куба. Не одиш. Одам ја. Сите во Куба одиме. Не одиш. Имам и купачи. Ајде, спремен сум јас. Не одиш ти. Ајде. Колку сме возбудени. Јас сум возбуден, Ти си зашто? Зашто не можам да се поверувам дека водиме у Куба. Еј, извини за шишката. Шишана ми е па бањата. Слети ме ја фацата. Еве се што носиме, посебно дете. Куба, Куба, Куба! Еј, не ми ја гледате шишката, гледате ми ја фацата. А твојата шишка? Јас сум добра сум сега. Чекирани? Да.
Ке видиме какви седишта ќе имаме до Хавана. Заедно сме? Заедно сме, да. Go, 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 go. Да, знаете, кога ви треба нешто како влезница за во Куба, виза ги велатори, тоа Jungle Tribe ги извади за нас. Таа важи 90 дена од денот на влегување во државата. Go, 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 go. Yeah. Еде, go. Which one, Tata? Here. A, B, C. Marking next to the window. Абе, ти ќе седиш до прозор? Да. Нормално. Кој не сака да седи до прозор? Еве ја масата. Што, Марк? Кога сака да најдете масата, само отклучи до голова. Марк ќе ви биде тур гајд за авиони. Ей, кога сакате да го најдете, плите значи. Чак. Ова е за детски јагод. Ей, вака го заклучувате. Так, так. Ето сега не ни треба. Best attached to your seat as shown. Ни спремен. Мислам дека ќе ми летаат јајцињата. Мастат на лисиче. Само го гледам лисиче. Сме нагоре. Почнаа да го болат ушите многу рано. Више тоа наследување се случува до сега. Да опре мастика, чите тие што не знаете, мастика помага во укуска сола, може 2-3 мастики. Да чвака, најубаво на почеток од летот, Вака мора да. направиш авака, Да земаш. да, или ја правам, да стискам носно и правам. Тоа не ми помага. Јас си чувам внатре, но правам како присук, да еднаш го да ги направим. Не е пријатно, ама помага. Доаѓа храна и пијачки. You want tea, right? Black. And one tea? No, it's okay. Oh, sorry. Да ви покажам што имаме. Сендвич со пешко, салатка, мевце со билешко, водичка, чоколадце, кафе, газирана вода. Значи си има зошто е тука што пише. Како може авионско кафе да е стално најдобро место? Како? Авионско кафе ми е најдобро стално. Искрено, најубаво ми е. Затоа Супер што кофе. бесплатно. Јас го сакам јадење на авион, ама не е вака готвено јадење, кога носат на голем лет, тоа ми е Што направи? многу добра идеја да патуваш со бел джемпер. А колку имаш долги? Уште една имам колку. Имаш значи. Затоа со црно си доаѓаш. Ама саркастична да кажам. Не е добра идеја. Не е добро да. Марк. Марк. Ништо се. Овие најде. Ивак, дувај како што правевме во Бали. Стисни го носот. Не ми е угодно. Да ме коригира. Позвори е скроз голема уста. Уште ајде така, така. Уште не помина. Добре, дојдовте во Истанбул. Драги гледачи. Стигнавме во Истанбул. 2 сата сега да се најдеме каде сме за Хавана и одиме на долгиот пат. Ама нешто падне. Мислев дека сме во тунел, но не сме. Кочан. Ајде. Hold. Holy moly! This is one big drive! In the air, driving in the air! Okay, you're not alone. You're not alone. Ups. Мора да побрзаме. Цела група кинези има околу нас. Мора да ги поминеме. Ајде, Марк. Дај, колку гужва има човече. Диско. Ајде, Марк. Еве ги, добре ги поминавме. На Марк играчките застана. Цела камера опрема кај мене помина одма кај Марк играчките. Застана, а? Ајде. Wow, so fast. Ди. Vamos. Little boss. Уморен си? Тој
чекам да спијам. Ајде. Идеме. Спремен за спиење? Имаш за очи такви се. Веќе сме на крај на сила, чуваме да се спремаме за спиење, летаме уште малце и се гледаме у Хавана. Ladies and gentlemen and dear children, Стигнавме у Хавана! Ехеј! Колку мирен и тивок аеродром. Ете ги палмите. Тој е нашиот. Се надеваме дека имаме багажите тука. Среќа топло е, може да се соблечеме. Ако беше ладно... Погаки. Да, погаки. Баш многу се чека тука за пасошка контрола. Еден авион 30 се сите. Ајде ман? Нели како желга сум. 2,5 минути, 2 сати заглавивме тука. Марки и кога да земат количка. О, ќе гледаме што куфери. Нашиот е? Ни го отвориле. I know it's here. Што земале? Ништо не земале, но го отклучили, имавме ни едно срценце. Закачи некаде и поту. Еве го другиот, жолтиот. Сега да гледам. Беге, Марки, беге. Така се качам, знаеш. Дојде има тука. Ајде, сега да најдеме од Jungle Tribe екипата што треба да не чека тука и да видиме кај ќе имаме пари, кај ќе купуваме кабелче, тоест штекер. И да, официјално влегавме во Куба. I'm a great server. Си го најавме девојчето од Jungle, да знаете тука се веќе чекат што се убави со розево, тука не можеш да ги утнеш. Другите не се толку убави. Мислам дека само Марке Деденце тука, искрено да ви кажам. Не толку топло. Да, не е топло, искрено да ви кажам, не е топло. Мислам, пријатно е убаво, ама не е жешко, така што знаеме. Колку бевме сами, сега ќе бевме таму. Со другата група со народот, да си ватиме автобус и да си одиме на место каде што имаме букирано. Но денеска сме со група, Jungle Tribe, тука да не обезбедат за се што ни треба, а ние може да се концентрираме само на фотографирање и на снимање. Искрено да ви кажам, не ми се случило, мислам дека ќе уживам. Него да ме влече онака и ја да можам на рада да си фоткам. Каква кола е ова? Ни земале нешто? Не знам, ќе видиме. Ама не носам ништо посебно, значи не верувам дека најдоа нешто интересно. Немам скапи парфеми такви работи. Може ракијата, ама еве тука е. Или ајварот. Најверојатно е по другото, овој да е таму. Идеме на автобус, имаме цел автобус за нас. Jungle организира цел автобус. Мора да почекаме малце, бидејќи некоја жена си ги изгубила лековите во автобус, а некој дечко не го пуштаат. Не знаеме зошто. Ке почекаме таму да не седиме на влезот во аеродром. Не Марк ти? Значи нема. Ам дека сега жен подолеш, исто кога си дома. Ела Марк, кога не сум бил во автобус. Аре Марк да се земе торбите, земи ваџуни. Си истрикма се тоа. Ти пак спиеше малце? Еве ние собата снимале поглед кон океанот. Оу. Тука има када. Полека, Марк, полека, не растуре. Да, ова му даеш на паткода? Денара. You're welcome. Така, браво. Ајде ви ја покажам соба во хотел со 5 звезди во Хавана како изгледа. Почнуваме со ходник, еве имаме место за куфер, имаме прозирен тоалет, само тоалет, нема четка, ама има телефон, слика, хартија, ајде да видиме, пешкири, Follow me. Еве го. Walk-in shower. тушот и плюс горе има rainforest. Пешкирите се многу меки, многу се добри. Идеме у романтична када со ружи и со Марк, пенси вакво, Има две вакви лавави. Две лавабо. И таман да се гледаме и да се миеме заби заедно. Тоа е плен романтично, ви кажам. Огледало што зумира, што ја не сакам баш да се гледам, бидејќи многу брчки ми ги вади. Има капа. Тука имате да ставате и европски утикачи. Не знам за други места како е, на секаде е тоа малце потешко да се најде. Има тука за регулирање на климата. До креветот имаме телефонче,
и за полнење на телефони, штекер. Еве ни го огромниот кревет. Чекаме да донесат за Марк, не го растурај. Чекај, ќе дојде чичкото, треба да дојде до сега. Американски king size bed. Чека, другава страна имаме лампа, фенси лампа. Марк ќе покаже нешто. Ајде да видиме. Само во 5 звезди има такви. Има се меки човек. Тие са джуджицу. Да, како кимоно од джуджицу. Даска за пеглање. Другиот шкаф имаме кафе машина и фрижидер, ама прав. Има телевизор, Samsung, имаме работна маса и друштво, имаме поглед Хавана и мислам дека ова беше тврдината Моро, мислам дека се вика, што британците успеале да ја освојат. Сега ќе ви покажам доле, бидејќи морам да идам доле да земеме интернет, да пишеме дека сме стигнале. Сакам да ти кажам нешто. Дојди. Многу е мал фрижидеро. Значи во кава коцка. До мене ќе во комбе се ставиме. Камперски фрижидери има. Сега да ви кажам, веќе на девојката од Джангл и дадовме 150 евра да смени, бидејќи денеска курсот е 315 пезос. Секој ден варира. Вика не менувајте одма у први ден многу, бидејќи може да изгубите. Така да денеска 150, утре да видиме колку ни треба, ќе смениме повторно и купуваме сим картички. Сим картичка е 25 евра и добиваш 8 гигабајт. Сега вика тука дека интернетот е спор, ќе го пробаме, сега одиме доле да пробаме. Ако менуваш на улица би било малце опасно, не дека се ќе те зезне, но големи се шансите да те зезнат, како секаде во Европа и во Азија и секаде. Значи треба да бидеш common sense, да бидеш спремен и да пазиш на се што правиш. Значи луѓе го те гледа дека си асли туриста, може да те олупнат. Завршивме, имавме доручек, да денеска доручек и сега чекаме од Джангл да дојде да не соберат, бидејќи ќе одиме на плажата близу Хавана. Буквално не знам што да очекувам, но кога ще го гледам морето од нашиот прозор е небесно сино. Значи можам да очекувам нешто бесно. Марки има играчки, спремни сме во папучи и да се надеваме нешто добро. Само што не сме спиени, така да ќе се умориме максимално. Дојдоа да не земат. Прв ден имаме спојлање тука. Еве екипата, еве ни го таксито. Ајде терористи. Ова е лада бе. Не ми се верува. Кај го не е таксиво ти? Како изгледаат пари во Куба? Како да шверцаме нешто, упаковка. Иначе ова што го гледате кај мене сега е 150 евра. Замисли да сменевме 500 евра, што ќе беше добро. Ајде, хефе. Бос. Еј, гледайте ги возилава, ние добавме со ова. Натре пишува Лада, туку ствари пишува Плимут. Вика дека оригинална боја 1952 година. Ова е тортали, знаеш колку мерак ми прави? Троши 50 на сат. Лажам дека 50, ама со стара рачка од другата страна цртена. Оригиналните бандажи. Хардкор регистрација. Оваа боја ми е најаката. Шеви. Да ми прави филм ова. Мора да видам моторот. Чекај, стоп. Che penso che avessi una tapa tanks. Una jeva que lo vende. Не знам за вас, ама многу ми е филмот ова, човече, многу ми е јако, мора да пробам да возам една вако. Припремајте се. Јас веќе гледам, тоа не чекам. Очи веќе печат од овие бои се уште малку. Добро, можеш и лежалки да си изнемиш, не гледам зашто би ти требало лежалка, ама не го пресекам, човече. Сахара. Земавме лежалки, тука да земеш лежалка ти е околу 500 пезоси, тоа му дојде околу евро и пол негде за лежалка. Сега да видиме колку ќе чили, вода, сокче, кокос. Мислам дека тука треба само да се провали шемата и ќе се најдат за многу појсни работи. Тука кога дојдеш вака. Да неколку дена веќе ќе имам по-реална слика на цените, на реалните цени, што може да ги очекувате тука. Така да останете со нас, ќе дознаете нешто повеќе за Куба, бидејќи ова дестинација е супер за сите што сакаат да патуваат, а да не бидат претопени. Марк, гледай шо прави? Shower. Ајде. Шо пиеш ти? Coconut.
доста ни беа чаеви, фервекси у Скопје. Само да знаете кога дојдете овдека да очекувате, одма ви доаѓаат чипсови, благи, локомаде со она што прават во Грчка, но не е многу скапо. Еве се нарачавме 2 пива е 500 песоси, исто евро и пол. Горе доле цени како кај нас. Ствари на плажа кај нас или у Грчка да пиеш пиво е 4 евро, така да не е како кај нас, извинете. Исто и за кокос, пак ќе кажам, сигурно може да се најде за поевтино. Тоа не протено, ако знаеш, први ден само се гориш кога патуваш. Идеш и плаќаш 3 пати поише. Но полека учиш, знаеш кај да одиш, ќе видиме ударните денови. Кога дојдеме тука сами на плажа, ќе види друга песна. Сигурно ќе може да земе за 300. Да ви кажам искрено, водава е топ, само бидејќи тука ладен ветер, Мислам дека вредија 15 сати летање. 14. Вајдем до коля, што се да план? Ако доаѓате на Куба, пазите на плажа дека е кавана, зашто глеј. Цело стакло. Уште. Сега нешто му го дадат кучко, да видите ово тенки го фрла позади го. Да го скршиме мразли да почнеме со кубанско пиво, кристал, червеза. Салут, салут, фамилија. Да најдеме нешто да јадеме од некаде. Јас сум стално голем раклија на улична храна. И сега тука овие што се со таксио, манетираат у некои ресторани, гледам дека ставиле амерички цени, долари. А од Карши има бутки, дуканчиња. Па да видиме што има. И еве ќе си јадеш вака тука. Имаш пилешко, имаш оривче, брачко ти спрема за 1500, тоа му доаѓа околу 5 евра негде. Ама топ порција голема. А ова е 500. Значи 5 евра. Сега може ми стави плюс некој песо, но си гладен ги се земеш, пак 5 евра, ништо 300 нали за ваква голема порција. Еј, друштво, сакам да правам повеќе видеа, ви благодарам што гледавте. Останете наши сабскрајбери, очекувате нови видеа повеќе. Сега имаме и дечко што ќе ни ги спрема видеата и се гледаме наредно од Куба. Адиос!